1991 година албанците не зедоа учество во референдумот за независност на Македонија, пошто тамо имаше уште едно прашање кое гласаше дали се согласувате да Македонија и се припои на некоја друга држава или заедница на држави. Со овој чин, денес, сите македонски пратеници во парламентот, председателот на државата, спикерот на парламентот и председателот на државата може да му предлага на собранието да Македонија и се припои или на Бугарија, на Србија или на било кого сака. Што би се случило тогаш со албанци? Ние сме очекувале работите да одат напред. Ние очекувавме некои работи да се променуваат во позитивен смисол. Меѓутоа, за несреќа не. Дојде до конфликтот, војната во 2001 година, која војна беше од почеток до крај по едно туѓо сценарио. Таа не беше народна војна. Таа не беше војна ниту на албанскиот, ниту македонскиот народ. Таа беше војна која ја организираа некои сили надвор од албанците и од македонците. Ја само ќе го парафразирам поранешниот спикер на Собранието на Македонија, господин Стојан Андов, кој пред неколку дена, може 10 дена, рече да бевме ние попаметни, да ги исполнувавме барањата на албанците, кои сме ги поставиле пред 24 години, да Македонија мора да се федерализира или конфедерализира, немаше да дојде до конфликтот од 2001 година. Тој конфликт не беше конфликт по волјата на никој овде, тој конфликт бил организиран од сили надвор од Македонија. Меѓународна мафија, вклучувајќи албанци, македонци, зашто не и срби, и французи и други. Дали вие сега имате поддршка во парламентот за вашата декларација што е донесена? Фактор интерконтар, а ќе ни фолмата ме амбасадата шта ју? Ние очекуваме поддршка во страна на пратениците, било кој, дали се од позиција или од опозиција, и од пратениците албанци, и од пратениците македонци, и од другите националности. Ја само една вистина да ви ја кажем. Пред неколку години двајца пратеници од ДУИ излегува со јавна изјава дека ја поддржуваат Република Илирида. За едно кратко време нивните изјави угаснаа затоа што нивните падрони им наредија не смеете више да го повторите тоа. Ја ова сум го рекол еднаш кога сум бил гостин на Алсат во Скопје. Ја мислам денес е крајно време. Во моментот се случуваат многу важни настани во меѓународната сфера. Во целиот свет имаме случаевите на Крим, ги имаме случаевите на Северна Украина, каде парламентот украински прогласи 4 специјални статуси за тие што бараат. Ние сме барале пред 24 години, нашето барање не е прифатено. За интерес на вистината, ние сме имале средби со представниците на Европската Унија, на почеток беше Меѓународна организација за мир, после стана меѓународна конференција со двајца подпредседатели, со двајца копредседатели. Едниот беше представник на Обединетите нации и еден беше представник на УЕ, Европската Унија.